Предлог законот за амнистија од Собраниското тело за помирување ќе биде стокмен до крајот на неделата. Претениците од трите подгрупи веќе ги сумирале идеите, само се чека да се комплетира целиот состав за да се закаже и средбата на која ќе биде поднесено и законското решение. Осумината претеници од независната група сепак најавуваа дека ќе гласаат за успешност на измените на уставот, бидејќи договорот бил да си останат доследни на одлуките, а реформите, интеграциите и помирувањето биле условени процеси. Дел од колегите се на службено патување, меѓутоа очекуваме дека до крајот на неделава ќе излеземе со некој конкрет предлог на законско решение во врска со настаните од 27 април. Процесот на реформи, процесот на интеграција и процесот на помирување, верувајте, еден без друг нема да го дадат тоа квалитетно решение кое што ни е потребно за нашата држава. Затоа јас очекувам и верувам дека сите учесници во овој процес, како и досега, ќе останеме доследни, ќе покажеме разумност и секој во своите сфери ќе си допринесе да се реализира комплетно овој процес. Процесот на помирување добија амини од европретениците Девид Мекалистер и европретеникот Кнут Флекенштајн, кои денеска имаа средби со претениците во македонскиот парламент, иако не сакаа да дават изјави за медиумите. Сепак ги охрабриле претениците да продолжат, но дали и насоки како да тече помирувањето. Не охрабрија и ни дадоа насоки да продолжиме во правец во кој што се движиме. Сметам дека тоа за нас, како 8 независни пратеници од ВМРО ДПМН, има големо значење за нас и уште еднаш не охрабрува дека ние сме на вистинскиот правец. Според најавите на премиерот Зоран Заев, предлог законот за амнистија нема да се однесува на сите обвинети, односно ќе се прави дистинкција меѓу оние кои директно биле вклучени во насилствата и оние кои само биле дел од групата. Опозицијската ВМРО ДПМН не е дел од процесот на помирувањето, откако власта не даде поддршка на нивниот закон со кој бара амнистија за сите инволвирани во собраниските настани од 27 април.